Царинската управа се опреми со систем за анализа на ризикот и чување на податоци кои се очекува да го подобри контролирањето на трговијата и да ги спречи обидите за криминал и сивата економија. Овој систем е грант од Република Кореја во износ од 4,75 милиони долари, кој денеска официјално беше промовиран. Сите податоци за целиот увоз, извоз, транзит, податоците за акцизна стока, целокупната евиденција на заплени, прекршочни и кривични пријави се интегрирани во системот каде истите се анализираат со поддршка на напредна вештачка интелигенција. Воедно, истиот обезбедува податоци за пратки чии вредности се различни од берзанските цени, но и чии вредности се подпросечните согласно анализата на вредност на целокупниот увоз, со што ги алармира царинските службеници за проверка на контејнерите со вакви пратки, се со цел да се спречат обиди за царинска измама. Директорот Николовски истакна дека новиот систем ќе го олесни и легалниот проток на стоки, што значи пократко време и пониски трошоци за компаниите. Проектот започнал во 2021 година со студија за изводливост, а денешното завршување според комесарот на Јужнокорејската царинска служба е резултат на ангажманот и тесното партнерство помеѓу двете влади. Korea Customs Service introduced our e-clearance system, UniPass, to 16 countries, totaling $329.37 million. This $4.75 million worth ODA project to North Macedonia is especially meaningful as it marks the first ever established of Korea Customs Service e-clearance system in the entire European region. Според Ли Мион Ку, кој ја посетува нашата земја првпат, новиот систем не само што ќе придонесе за позиционирање на Македонија како лидер на Балканот со напреден царински систем, туку ќе представува инспиративен пример за соработка и цврсто пријателство на царинско ниво.